Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. По повод 18 март, глобалниот ден за рециклирање, се отвара прашањето колку навистина штитиме животната средина во секојдневието. Иако децата на училиште учат за екологија и одржлив развој, дома често гледаат спротивни навики. Дали еколошката едукација останува само на карта и дали родителите ја бришат таа лекција? Време ли е децата да ги учат возрастните или понатаму ќе го туркаме ѓубрето под тепих? Тоа е она што, почитувани, денес ќе дискутираме со вас во рамки на ово издание на Црвена линија. Ве потсетувам секако за учество во истата. Доволно е само да се заврти нашиот веќе добро познат број 02 307 005. И како што бива редовно во секој издание, задолжително и ова издание ќе ви укажеме и потсетиме задолжително и да го намалувате тонот на телевизорот. И тоа целосно веднаш од кога ќе ве вклучат во режија. Зошто, бидејќи се разбира доколку ви е активен тонот на ТВ приемникот, неретко се случува да немате воопшто увид дека веќе сте во живот, веќе ве чекаме да го кажете вашиот одговор, а се случува и да помислувате дека некој друг зборува наместо вас. Затоа таа причина ве замолувам повртењето, повторувам на бројот 02307005, да го намалите и тонот на ТВ приемникот веднаш. А кога сме кај прашањата на Црвена линија, ќе ве насочам онаму каде што во текот на целиот и овој ден е активна анкетата на Црвена линија. Се разбира за следење на Инстаграм, се што ви треба е профилот на Црвена линија и Телма телевизија и што поскоро кликнете на Инстаграм стори. Таму прашуваме: зошто не рециклираме? Имате три опции за одговор. Под А – не знаеме, под Б – не сакаме и под В – нема казни. Така да кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Резултатите конкретно на секој едно издание на Црвена линија, па така и во рамки на истово ќе бидат објавени на Инстаграм стори и секако во живо во рамки на оваа емисија. Почитувани, време е да ве слушнеме, значи еве децата на училиште ќе потсетиме учат екологија, како едноставно можеме и да ги научиме родителите всушност да не се случува да имаме впечаток дека и понатаму колку и да зборуваме и учиме за екологија, ѓубрето да ни останува под тепих. И секако гледачите кои што ќе ги вклучиме во живо, па и оние кои што ќе учествуваат преку коментари на Facebook, очекуваме да ни кажете зошто и не рециклираме, каде ја гледате причината за тоа. Па добар ден. Ало. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија. И среќен ден е. Среќен ден нека ви е. Благодарам, секако и вам. И голем поздрав до од верската, од албанската националност и другите муслимански националности, празникот да го честитаме унапред. Така, во присрет на утрешниот празник бе. Не е работен ден и за тоа сега го честитаме нивниот празник, да се живи и здрави они, фамилијата нина и сите ние други во оваа прекрасна земја. Јас мислам дека рециклирањето на ѓубрето не се врше затоа што нема каде да се рециклира ѓубрето. Ние имаме во Штип контейнери во кои ѓубрето се фрла било какво и да е. Значи, унапред треба да се сортира ѓубре и потоа да има посебни канти за сортираното ѓубре се става во тие канти. А кај нас, пошто нема тоа, ние ѓубрето го фрляме во контейнерите од секаков вид. А џабе се учи екологија, која треба да не се применува во пракса. Треба тоа да се применува во пракса, да се учат децата од мали, али треба да се укаже и на возрастните луѓе како треба тоа да се работи. Благодарам, со вас и ја почнуваме оваа Црвена линија. Па, почитувани, еве ве прашуваме, ќе ве навратам и на Facebook страницата и подсетам да не заследите во овој момент, ако не следите на Facebook, профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. На двата
профила редовно секојдневно ги објавуваме темите за кои што говориме со вас, па така и оваа денешна. Па еве како изгледаме таму, прашуваме дојде ли времето кога децата ги учат возрастните и дали еколошката, сега кога ќе подсетиме, едукација останува само на хартија и дали родителите ја бришат таа лекција. Сега кој зошто не рециклираме, каде ја гледате причината, поради тоа што не знаеме како, не сакаме или пак нема казни. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас, све слушаме. Аз сега исклучам интерфонот, не беше активен за тоа. Добро. Па вака би кажал, во врска со екологијава, рециклирање и тие работи, на времето дека бевме југента, југославци, имаше овакви работи. Сега, како станавме демократски држави, со човечки права многу реализирани, сите тие обврски што следат со човечките права, сега допрво не учат поново тие истите кои не разнебитија да бидеме ова што сме сега, како ние треба да се однесуваме кон природата, кон отпадот што произлегува од нас, и демек са децата ќе не учат. Не може да се прави она нешто се додека постои човечката грамзивост, да грабне, да земе, да не даде, само да земе и да направи штета, белја, само за својот интерес. Се до тогаш ќе се генерира и ѓубре и све и свашта, затоа што било што е на пазар да отидеш или било каде некој маркет ќе купиш некоја роба амбалажиране. А тоа значи дека тоа амбалаж е потенцијално ѓубре понатека време се нема поздрав пријатен. Благодарам сега за времето кое што го употребивте да дадете удел во ова денешно издание на Црвена линија, но и подсетување се разбира и за гледачот кој што пред малку се вклучи, па и за сите останати. Време траењето е предвидено за едно јавување да изнесува 90 секунди, но тоа нека не ве загрижува, секако додека трае Црвена линија отворена и можноста да се вклучите повторно. А ние во продолжение ќе подсетиме дека околу 99,8% од комуналниот отпад во Македонија завршува на депониите, додека реалната стапка на рециклирање на вкупниот комунален отпад е многу ниска, под 1%, што е значително под европските стандарди. Единствено, кај одредени категории, како пакувачкиот отпад, се забележува напредок со рециклирање околу 58 до 65%, но генералната состојба за целокупниот систем не е задоволителна, вака оценуваат и од Go Green. Па зошто, почитувани, не рециклираме? Тоа не е анкетно прашање, бидејќи не знаеме како, не сакаме или нема казни. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, ве слушаме во Црвена линија сте. Еве вака, како прво ова тема можеше да биде и во новогодишната емисија. Мислам, она веселата емисија. Да се постави како тема. Не е проблем. Ние имаме друг проблем сега. Имаме проблем на глад. Не знам дали сваќате. Потрошувачката кошничка расте се повисоко и повисоко. Дали редовно следите Црвена линија, да ве прашам? Дали не сме зборували за потрошувачки за цени? Сега кога ќе дојде тоа на тапет и ќе биде поставена тема, но во пресрет на 18 март, сега кога зборуваме за рециклирањето, животната средина е просторот во кој што живееме и како влие на здравјето. Па еве, зошто не рециклираме? Па јас не велам дека скроз ја промашивте темата, меѓутоа има побитна тема за која што би требало да расправаме баш во овој момент. Значи, во овој момент ќе дадете ли одговор на оваа тема, еве? Добро, ворете, ете ви кажав. Не велам дека е скроз промашена. Меѓутоа имаме многу побитна тема сега, во овој момент. Ете, тука е потрошувачката кошничка, ете, тука е сиромаштијата, ете, тука веќе ќе почнеме да наоѓаме.
Добро, благодарам многу за вклучувањето. Секако благодарам и за укажаното на оние кои што редовно ја следат Црвена линија, знаат дека никогаш не одминуваат актуелните и жешките теми. Но не може ниту да одмине фактот дека во пресрет на денот на рециклирањето, тоа е 18 март, секако поразителни се и резултатите во однос на тоа каде сме како земја која што има сосема спротивен однос кон отпадот, за разлика од многу земји со европски стандарди, па и веќе подсетиме дека 99,8% од комуналниот отпад во Македонија завршува на депониите. Се разбира, тоа е стапка која што е исклучително ниска, под 1%, а животната средина е средина во која што живееме и неверојатно тесно поврзана со нашата општа состојба и здравјето. Така да, тоа е хигиената на животната средина, почитувани. И сметаме дека денеска е важна тема. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, поздрав од Битола. Поздрав и до Битолчани преку вас. Еве, рециклираат ли во Битола и доколку Во не, Битола зошто не? донесоја канти за да се рециклира, за да се фрла отпадот, башка хартијата и другите работи, меѓутоа гледам дека се меша. А и Битола е осуден град. Затоа што нас ни се токви од 18 општини во окното на рек да се фрла ѓубре од 18 општини. Што е ова? Кој болен ум ова го измисли? И слушам премиеро, вели, сакале или не ќе таму ќе се фрла ѓубрето. А во рек нема ни фабрика, нема ништо. Таму е само една обична дупка кај што се копаше јаглено. Како сега од 18 општини да се куртулене тие од Охрид, не знам ти од каде, тука од 18 општини да се носи ѓубрето. Доста не е од рек, цела Битола е болна од карцином. Па не може вака тие сега и ѓубрето да ни го плеснат овдека. Ова тема многу ми одговара да се искажам и многу да сакам. Ние ги учиме децата уште од мали, меѓутоа се ќе остане ова на хартија. Како што прашувате, вие ми одговарам директно на прашањето, господја Тина. Затоа многу сме изнавредени, револтирани и ние бевме сите на протести. Меѓутоа од владата бевме забранети дека ќе ги избркат од рамок на тие што ќе излезат на протест. Не можеме ние покрај рек што не труе и сега да не наполна со ѓубре и то мешано ѓубре, не рециклирано. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија и секако за она што го споделивте со гледачите. Ве подсетувам уште еднаш, почитувани и префрлам на Facebook, тоа е простор каде што можете, се разбира и преку пишување коментари, да дадете удел во денешната дискусија која што имаме со вас, така да секој еден од вас на кој што му е и полесно на оваков начин или не можете едноставно да не добиете во живо, а сакате да дадете удел и одговор на нашите прашања, Facebook е просторот за тоа. Па дојде ли, почитувани, и времето кога децата ќе ги учат возрастните? Всушност, дали еколошката едукација останува само на хартија и дали родителите ја бришат таа лекција? Добар ден. Добар ден. Лјупчо, ве слушаме, повелете. Тина, денеска имам споделено во една група скоро 4-5 видеа што се прави од рециклиран материјал. Цигли, асфалт, плочки, гумени, од рециклирани гуми и да не речам украсни цигли за во домот. Исто. Проблемот кај нас е што ние или тие луѓе што ги поставуваме на комуналните предпријатија не знаат да менаџираат со предпријатијата. Еве, земете со Македонски шуми. Колку време им треба на Македонски шуми да направат фабрика за пелети? Пазете. Фабрика за пелети. Земавме кредит од маđарите, го дадовме за канализација и за дупки и све останато, и во државата не се направи фабрика за пелети, затоа што како еколошко гориво, а на луѓето им даваме субвенции за купување на котли за пелети ради чистиот воздух. Ајде, најдете им памет. Или земете комунална хигиена. Секдека на запас отпадот се менаџира, се, да не речам, се
употребува, се преработува, кај нас се закопува. Проблемот е во човекот и во политиката. Ништо повеќе. А све се може. Така, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Сега ако продолжите и понатаму да не следите. Ве подсетувам, пишувајте почитувани коментари, бидејќи наскоро по неколку вклучувања на гледачи ќе почнеме со читање на тие одговори. Па, добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме внимателно. Ајде вака, дали децата на училиште учат екологија? Еколошката едукација дали останува на хартија и дали родителите ја бришат таа лекција? Тоа е едно прашање. Значи, децата учат екологија на училиште, учат и за рециклирање. Дома практично им се покажува како се рециклира. Нели, во посебни кеси, органски отпад, пластика, хартија и се. Кажете ми моментот која ќе дојде сите тие кеси кои ќе се фрлат во ист контейнер. Тука завршува едукацијата. Значи, не може ние да почнеме од назад да ги правиме работите. Кога во една населба со 4-5 згради или 10 згради, кои што се на 10 спрата, колку семејства тука живеат, плюс има маркети, а има вкупно 4 контейнери за сите и се фрла отпадот, нели, во 4 контейнери и не се успева да се испразнат контейнерите на време. За каква екологија ние правиме муабет? Дали ви се чини дека имаме совесен однос и кон отпадот со оглед на тоа што неретко гледаме на секаде расфрлан отпад? Расфрлан отпад има, затоа што нема ни доволно корпи за отпадоци, нема доволно контейнери, а да не правиме муабет дека треба да има контейнери посебни за посебен отпад. Така, благодарам многу за споделеното и сега кога продолжате да гледате Црвена линија. Продолжуваме понатаму, сега кога ве подсетуваме дека 18 март беше светски ден на рециклирањето, а за да се подобри управувањето со отпадот и заштитата на животната средина, потребни се системски промени, подобра секако инфраструктура и поголема вклученост на граѓаните. Па еве, дали ви се чини дека еколошката едукација останува само на хартија и дали родителите ја бришат таа лекција и време ли е децата да ги учат возрастните или понатаму ќе го туркаме ѓубрето под тепихот? Добар ден. Здраво, Тинче. Здраво, поздравувам Голем вас. поздрав. Вака да ти кажем, ја работи мислим у 3 проекти. Имаше за ѓубрето да се изчисти, знаеш. Абе, овај дан ти изчистимо по 5-6 души, ја ни беше како одговорна, како шефица, викаше ја ме еколошка. Све изчистимо, средимо, утрето ден отидемо како заинат, све ѓубре фрлат. И мајките, децата право ги учат. Вика детенцето на мајката, мамо, руча смоки, дек да го фрлим ѓубрето, ај фрли тука, на улица. И ја го гледам, викам, леле, викам, жено, ти што збориш така, сама си мислим, знаеш, 3 месеца да работиш 3 пути по 3 месеца, толку смо ѓубре збрале. И на автобуска стара една адвокатка, качуе се, знаеш, и ние у одела со капи се дадејани преко беше тај проектот. И она банана, изречува бананата и тъп љупката се го фрли предо ној. И ја викам, Господјо, извини, ама која си ти? Реко, јас сам, ама ти не ти личи, реко. Како учена, реко, еве кантата ти е туј до тебе. Значи, ако не се освести народот, овој има Македонија да плива у ѓубре. Ја бар сам видела, тој толку народот да е. Кантата е до очики ти извади, а ти фрлиш га до кантата. Па тој на што нема. Па и овај пластика како го измислија. Абе за едни смоки ќе земат кесиња по 5-6, тури одно кесенце или земи си торба или тој пластика, реката не можеш од пластика да не знам што да кажем. Тешко си ако не се освести народот. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Секако останете и вие со нас. Малку ќе ве префрлиме на Facebook и ќе почнеме со читање на одговорите кои што пристигаат на оваа адреса. Дојде ли времето кога децата ќе ги учат возрастните, и ве што напиша Горан Чоков.
Може би, во поглед на користењето дигитални технички помагала, скролување, лајкување, симнување, апликации и слично. А во однос на еколошката едукација, независно од возраста, сметам дека во прашање здравиот разум и воспитание, ова второто како предуслов на првото, кои доаѓаат од основната клетка на едно општество, семејството. Биди поздравена. Благодарност, голем поздрав и до вас, господине Горан. Па еве, можевте да слушнете многу одговори, а ние понатаму ве прашуваме зошто и не рециклираме. Дали е тоа причина поради тоа што не знаеме како, дали тоа е секако и резултат на, ова ќе ве потсетам, секако ни е и анкета, поради тоа што не сакаме или пак поради тоа што и нема казни. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Синче, ја овде еден гледалец Очети Николен се јавувам. Така, поздрав Ја да до... ви кажем една споредбена без во Италија за Кошти. Таму има во секое место, дали е тоа мало или град или село, има специјално да се селектира отпадот. Хартија, пластика, железо, се посебно, и ќе го носиш таму со своја кола, ќе го носиш да го рециклираш. Така да таму се на ниво се задржава. Овде кај нас нема канти доволно, нема поставено, да речемо има во нашето место има само на 2 места има за стакло и за хартија. Иначе на друго место нема. Тоа треба така да се направи и тогаш може да барат од луѓето дека да и порасте свеста и да може да рециклират отпадната материја. А тоа е многу корисно, мислам, али ето, немаме и менталитет за тоа, немаме навика за тоа. Тоа треба долго време да помине, па да ние сватиме дека е корисно тоа што треба се. Така да сега младите генерации што учат екологија во училиштата, они ќе не култивизират да старите. Ето тоа е работа. Ти благодарам. Сите вас кои што не следите од Свети Николе. А ние понатаму продолжуваме секако денес темата во црвена линија во однос на нашиот однос кон отпадот. Секако ќе посетиме дека околу 99,8% од комуналниот отпад во Македонија завршува на депониите, а реалната стапка на рециклирање на вкупниот комунален отпад е многу ниска, некаде под 1%, што е значително под европските стандарди. Па еве дали лекциите кои што ги совладуваат децата веќе во градинките и во рамки на образовниот процес всушност се заборават некаде по пат и дали еколошката едукација всушност токму родителите дома ја бришат. Дали ви се чини дека ние не рециклираме од причина што не знаеме како, не сакаме или нема казни? Добар ден. Ало? Добар ден. Здраво. Добар ден, од црвена линија сте. Повелете, ве слушаме. Поздрав од Куманово. Поздрав до кумановчани преку вас. Да, бака. Што бака техниката отиде во вертикала високо. Колко високо знаење вештачка интелигенција. А во хоризонтална човечкиот ум уште стои на ниво право хоризонтално, што можда и стои надоле пада. Што нели е ова што екологија сега, што се води ратови, што се уништуват земји, па тоа ти е екологија. Па што поголемо уништување од тоа имали, нема тоа поголемо уништување. Ете тука, па гледате ли колко човечкиот ум стои во хоризонтала, а може да падја и надолу. Што вие мочници, што се тепат, што прават борба, што каде оди тој ваздух, што небото нема граници,
Што тоа го дишиме, тоа паѓа на земја, тоа е екологија. Така. Благодарам за учеството во Црвена линија. Сега ако продолжате да не гледате и понатаму. Инаку, еве, и за Скопје како главен град нема доволно рециклажни центри и не се рамномерно достапни за сите граѓани. Поради ограничениот број на пунктови за селекција и еднаквата инфраструктура, поголемиот дел од отпадот се уште се собира како мешан комунален отпад и завршува во Дрисла. Црвена линија ве прашува дали еколошката едукација останува само на хартија и дали родителите ја бришат таа едукација и зошто не рециклираме, поради тоа што не знаеме како, не сакаме или едноставно нема казни. Добар ден. Добар ден. Ало. Во Црвена линија сте, повелете. Ало, Во Црвена линија сте, повелете. добар. Дали се слушаме? Добар ден. Да, слушаме се убаво. Да, во Црвена линија сте, повелете. Дали, значи, повтори го прашањето? Па еве, децата ќе повториме секако дека на училиште во рамки на образовниот процес учат екологија, како да ги научиме родителите и дали и понатака ќе го фрламе ѓубрето под тепих. Да го вратиме тајмерот, ве молам. Повелете, ве слушаме. Добро е. Па ќе го вратиме. Вика, сега уредување треба да има преко судиите. Се тоа, судството е се беше корумпирано, многу и штета се правеше. Ништо не се спроведуваше. Се е причина околу судот. Судот е пречка што не се развива државата и што не оде напред. Тоа е. Овако е џабе на папир, џабе се каже, а не се спроведува, затоа суди го спроведуват. Ето е. Пријатно е. Добро, благодарам многу за вклучувањето во Црвена. Сумата дека не се смене ништо, Тина, ништо не функцира. Така, благодарам уште еднаш секако. Дојде ли времето кога децата ќе ги учат возрастните? Еве што напиша Даниел Петковски. Некои луѓе не знаат да рециклираат, плюс нема доволно контейнери за рециклација и треба да има и казни за луѓето кои го фрлат ѓубрето секаде, а не во контейнерите. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На Црвена линија сте, повелете. Прво вака, децата ќе ги поздравам затоа што учат и повеќе практикуваат да екологијата се запази, да не се загадува околината, се треба да биде безпрекорно чисто. Меѓутоа треба на возрастните да им се одржи лекција, да им се укаже на нив, затоа што децата не да фрлаат возрастните. Ние треба во старту што од дома да го издвоиме ѓубрето, посебно хартија, пластика, стакло и така натака, и значи да секој да си го најде своето место во контейнер каде припаѓа. Меѓутоа контейнерите не можат сами да го приберат тоа ѓубре, треба комуналните предпријатија да се ангажираат, да одвојат средства, да купат, да речем, мислам, садови, каде што ќе може стварно да се одвои отпадот и да може секој да биде на она каде што му е место, да не се меша хартија, стакло, пластика и така натака, значи и тогаш ќе имаме и од друга страна во светот дури има кој како го рециклира отпадот, има картичка, се убацува во тие контейнери, ама не се како нашите контейнери Балкани никогаш не испрани. Картичката покажува колку се внесле отпад од таа категорија и толку поени добивате и на крај сметката ви е помала за отпад фрлен во контейнерите. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Останете со нас. А факт е дека се селектира само дел од пластиката, малку електронски отпад и хартија преку уличните собирачи на хартија. Тоа покажува дека е потребно системско решение за полесно и редовно користење од страна на сите граѓани, па дури и по цена за плаќање на драстични казни, како што е најчесто случајот во Хрватска и Словенија. А зошто ние не рециклираме, почитувани според вас? Дали е тоа поради тоа што не знаеме како, не сакаме или пак нема казни? Добар ден.
Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Тина, Господине Точно. Живко, ве слушаме, повелете. точно последната реченица ти е супер. Ако се најдувам во Шведска, Данска, Холандија, Германија или било каде, кога вие купувате кисела вода која е во пластично шише, водата пишува дека кошта 30 денари, а шишето 15 денари. Така, пратете ме добро. Исто и на млекото, исто и на пиво, и на што сакате. Така, а вие ако сте храбри, не вие, правете го шишето во Скопје, аз ќе го соберам, оти, имам 15 денари од шише. Се, каде е малце проблемот? Нашата држава нема фабрика за рециклажа, така? А иначе се слагам, фрлајте вие шишина, нема да ме сватите буквално, јас ќе ги собирам. Затоа има чистота. Едно време ромите, не вреѓам никого, береа шишина и камиони се носеа во Бугарија за рециклажа. Изгледа падна цената и на тоа што и собираја тие, и дури и било кој, и јас имам носено отпад, и заминуваше тоа таму. Како сакаме ние да имаме чистота. Никако. Екологија учениците. Тоа е чиста култура. Чиста култура, ако сакат, ако не, не. Дали имаме фабрика, ќе ми помини времето за рециклажа, дали на амбалажа имаме цена. Значи, дали имаме цена? Така, благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Сега време малку и да се префрлиме на Фейсбук, сега кои пристигнуваат коментари, па еве на прашањето дојде ли времето кога децата ќе ги учат возрастните во однос на рециклирање, што напиша Мите Сакалиев. 3. Минимална едукацијата од најмали нозе за децата. Со тоа не сме свесни колку може да ја заштитиме природата и на крај додека казните се мали, загадувањето ќе биде огромно. Кај нас најмногу загадуваат големите компании кои на реклами инаку многу го поддржуваат еколошкиот аспект. Во близина на капацитетите секаде има по една дива депонија, само што инспекторите по животна средина се вмешани исто. Благодарности за Мите Сакалиев за активноста. Продолжете додека траеме, пишувајте коментари, а секако учествувате и во анкетата која што денес ја објави Црвена линија. За тоа секако треба да не заследите на Инстаграм, кликнете на Инстаграм стори и еве како изгледа анкетата. Значи, прашуваме зошто не рециклираме. Под А, затоа што не знаеме, Б, не сакаме или под В, нема казни. Ате да видиме на анкетното прашање како ќе одговори следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Ало. Добар ден. Зошто не рециклираме според вас? Катастрофа. Тина. Ве слушаме, продолжете, еве. Воопшто на тема екологија е катастрофа. И кај што живееме, и не се во Македонија. Него друга забелешка имам. Како би, после неколку месеци прв пат ве добив. Ме разбирате? Добро, ве слушам, продолжете. Така. И сега пензионер сум. Ги запамтив сите што се јават. Значи, Лупцо Драдишани, Баба Роска, од Паланка, Брзозборка, од Тале, од Априле, Роме од Биджево и така натака. Зошто ме вклучувала вашите, не знам. Верувајте, господине, најверојатно вртат многу отпорено, тоа оставам на нив, а сигурно не правиме селекција кој ќе зборува, кој не. Бидејќи не се ни представувате со име. Добро, не. Ајде да го вратиме, еве, ве честиме, ќе го вратиме тајмерот и секако многу сакаме да ве слушнеме. Зошто не рециклираме според вас, затоа што не сакаме? Господи, да ви кажам. Јас живеам во село, Струшко село, кај се поминува Црни Дрим. Не разбирате? Од лева и од десна страна нема што нема. Јас лично кај гледам началникот и му предложив да го очисти, тоа е 500 метра можда и повеќе, да го очисти и да стави на табла голема, забрането фрлање, ѓубре и се казнува по закон. И таму има бадијалџи вработени, нека стави 20 чувари. И нема да има. А Дримот, ако сте биле таму да видите, во Струга и надолу, многу убава река,
Катастрофа. Нема што нема. Дури во вода има. Ме разбирате Тина? А зошто еве сме такви самите загадувачи, да речеме, и сега да го фрламе отпадот, иако најмногу штета имаме ние? Ама врви кај нас ѓубреджија. Не го носи ѓубрето на овој. Треба плати 250-300 денари. А најлесно ми е да офали во Дримот или што знам там по нивите и по негде. Катастрофа. Дали може би треба големи казни според вас? Треба. Дури затвор треба за некој, битанга. Благодарам за учеството и секако навистина ми е жал, но верувате, почитувани, не правиме селекција во Црвена линија. Доволно е фактот што знаете дека се вклучувате во рамки на емисијата и тоа не се представувате, така да немаме представа. Ретко чест на гледачи кои што одлучуваат да го споделат своето име со јавноста. Време е за реклами. Да погледнеме како се одговори на денешната анкета на Црвена линија на Инстаграм. Прашањето беше зошто не рециклираме. Под А, не знаеме, одговорија 35%. Идентичен одговор со 35% е и со не сакаме. А под В, нема казни, 30%. Интересен резултат. Почитувани, останува да ве поздравам и секако да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако во понеделник се гледаме повторно со нов предизвика и самите знаете, Црвена линија секогаш ги поставува актуелните теми. Останете со Телма и информирајте се на telma.com.mk. Довидување од мене.